Гувернерот на Тексас Грег Абот распореди повеќе од 500 војници на Националната гарда заедно со државната полиција, како и агенти на граничната патрола вдолж бреговите на Рио Гранде, во клучниот дел од границата познат како Чивахуита, област помеѓу Ел Пасо, Тексас и Суидад Хуарес, мексиканскиот град преку границата. Војниците го обложуваат брегот на реката со бодликава жица за да ги спречат мигрантите да влезат во САД преку неовластените влезни точки. Но со оглед на тоа што членот 42 се уште е на сила, што овозможува итно протерување на повеќето мигранти, овластените влезни точки се исто така затворени за сите намери и цели. Во меѓувреме, непрофитните организации велат дека немаат простор во нивните засолништа за сместување на мигрантите кои веќе влегле во САД во близина на Ел Пасо. We had to remove the bookstore, clear the hallways in our church to be able to provide shelter, especially with the current weather conditions. We do not want people on the streets, but the demand has exceeded our capacity. We opened a warehouse across the street, where we're moving many families, men and women as well. We are trying to give them the best we can with what we have. Заедницата продолжува да помага со донации, додека мигрантите продолжуваат да бараат засолниште од ниските температури во регионот. Многумина овде велат дека не им пречи пренатрупаноста се додека имаат покрив над главата и место каде што можат безбедно да спијат. It is very tight here, you know what I mean? It's partly difficult, but also good. Destiny requires us to get settled and work. At least I am the type of person who would like to work to get my family ahead. Гувернерот Абот рече дека ќе го зајакне обезбедувањето на границата додека не се донесе конечната одлука од членот 42. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чанаумовски во Вашингтон.